би сакал да ви информирам дека на денешната седница на владата на Република Македонија беше усвоен ребалансот на буџетот, кој што во текот на вечерта ќе биде доставен до собраниските служби. Потребата од носење на овој ребаланс се должи на промени во проекциите на растот на бруто општествениот производ од првично предвидените 4% на 2,3%. Како резултат на промените во проекциите на растот на бруто општествениот производ, неопходно беше да се изврши соодветна корекција на проекциите на вкупните приходи и на вкупните расходи. На приходната страна имаме намалување на проекциите за околу 2% или во апсолутен износ за 3 милиарди денари од првичните проекции со буџетот. Додека на расходната страна имаме намалување со ребалансот за 804 милиони денари. Она што сакам да го истакнем е дека оптимистичкиот, позитивниот тренд на наплатата кај даноците и придонесите, кои што се зголемени во однос на на првиот период, на првите два квартала на 2015 година, кај даноците за 6,4%, додека кај придонесите за 5,7%. Се надеваме дека овој позитивен тренд на наплата на даноци и придонеси ќе продолжи и во наредниот временски период. Она што би сакал да го споделам со граѓаните на Република Македонија и македонската јавност е дека со ребалансот не се загрозени платите, пензиите, како и социјалните трансфери за граѓаните на Република Македонија, додека кај капиталните расходи имаме известно намалување, кои што сепак остануваат на високо ниво и се поголеми за 3,8 милиарди во однос на истиот период лани. Би сакал да истакнам дека со ребалансот доаѓа и до известно зголемување на буџетскиот дефицит од првично проектираните 3,2% на 3,6% од бруто општествениот производ или во апсолутен износ за 2,1 милиарда денари. Со ребалансот на буџетот настојуваме да обезбедиме непрешено сервисирање на сите функции на македонската економија. Би сакал исто така да апелирам до македонската јавност за конструктивност во понатамошните активности на Министерството за финансии.